ви благодарам на вашето присуство денеска. Значи, како што видовте, согласно темата, би сакала на почетокот да дадам еден мал вовет околу самата тема и иницијативата која ја покренавме во оваа насока. Стопанската комора на Македонија го превзема оваа година претседавањето со Асоциацијата на Балканските комори, во која сме активно вклучени од нејзиното основање од 1994 година. И минатата недела бевме домакини на Генералното собрание на оваа асоциација. Инаку во работата на Асоциацијата на Балкански комори се вклучени вкупно комори од 10 земји. Значи, покрај нас тука се активни коморите од Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Србија, Црна Гора, Грција, Кипар, Романија и Турција. Поаѓајќи од основните приоритети на делување на Асоциацијата на Балканските комори, кој се состои во раст и унапредување на соработката меѓу бизнис заедниците на Балканот, а воедно и поттикот и насоките за развој во однос на поддршката на активности кои што се насочени кон структурни промени на економиите на Балканот. Овие приоритети целосно соодветствуваа со насоките да оваа година, 2015, предложиме како иницијатива, која истата беше прифатена, да стане година, да ја прогласиме за година на конкурентноста и во оваа насока како комори, значи сите комори од регионот, и да делуваме не само оваа година, бидејќи ова се долгорочни процеси и во периодот допрва што следува. Знаеме дека сите овие економии, значи кои што потекнуваат од земјите членки на Асоциацијата на Балкански комори, се на различен стопански развој, меѓутоа заедничка идеја и заеднички насоки на делување и промовирање на активности ќе бидат во насока на тоа како да се подигне конкурентноста во регионот, во услови кога постои една изострена конкурентска борба, како на домашните, така и на меѓународните пазари. Клучно ќе биде како компаниите, значи, ќе се позиционираат и со каков вид на стоки и услуги ќе настапуваат во иднина. Во целиот овој процес, основно клучно прашање за коморите ќе биде исто како да им се помогне на домашните компании, значи поуспешно да се справат со сите предизвици на конкурентноста и како да создаваат производи кои ќе бидат со повисоки додадени вредности. Имајќи предвид дека прашањето за конкурентност е од особено значење за националните економии, имајќи предвид светската економска криза, одделните економии бараат свој излез, односно пласирање на своите производи на светските пазари. За таа цел, конкурентноста на одредената национална економија е од особено значење и затоа, имајќи ја предвид важноста на конкурентноста на економиите, Асоциацијата на Балкански комори има за цел да ја прогласи 2015 година на конкурентност. На собранието што се одржа на 18.2 во Скопје ги разговаравме по одделните активности поврзани со конкурентноста на различните економии, а денеска овдека сме да ги презентираме заклучоците кои што беа усвоени од 10 земји членки на Асоциацијата на Балкански комори. Најпрвин би започнеме со тоа што значи конкурентноста во поширока смисла, а тоа значи дека способноста на компанијата, подсекторот или државата да прода добра и услуги на еден одреден пазар. Ако терминот конкурентност ние го аплицираме на пазарна основа, се дефинира структурата и врските помеѓу компаниите. Коморите се особено важни за овој дел, односно за дефинирање на врските и создавање на поголема соработка помеѓу компаниите. Во наш контекст, како што и претходно кажав, конкурентноста е обсервирана во насока на производство со најниски трошоци, имајќи за цел да се продадат производите и услугите на странските пазари.
но истовремено да се зголеми продуктивност. На следниот слайд ја имаме сликовито прикажана она што е цел на нашите на економиите од Асоциацијата на Балкански комори, односно да станат конкурентни економии. На овој слайд е прикажано рангирањето на членките на асоциацијата согласно индексот на глобална конкурентност и може да се забележи дека највисоко рангирана помеѓу земите Република Турција и особено бележи напредок во интензитет на локална конкуренција, во индикаторот интензитет на локална конкуренција. Тие се придобивки од големината на националниот пазар. Исто така Романија, Македонија и Грција имаат значајен напредок во двата извештаи. Како што и претходно напоменавме, конкурентноста е прашање за кое што треба големи структурни промени и изискуваат многу време. Треба да се контактира со сите засегнати страни и да се вложат во едновремено подигнување на националната конкурентност. Извештајот од една година тоа не може да го каже, односно за да можеме да ја видиме големата слика, нас ни треба следење на една временска серија на движењето на конкурентноста на економиите. За таа цел на следниот слайд е прикажано рангирањето од 2008-2009 и последниот извештај 2014-2015. Ви појаснал на кратко зошто е 2008-2009 точно таа година земано, бидејќи за составување на овој извештај се користени податоците од 2007 година, како година пред светската економска криза. Тука се забележителни одредени рангирања позитивни во секој случај за сите економии од регионот. Конкурентноста како се пресметува согласно индексот, има 114 фактори групирани во 12 столбови кои се групирани во 3 подиндекси. Не би го коментирал тоа дополнително, а од особено значење за фазите, за рангирање на фазите е големината на бруто домашен производ по глава на жител и стапката на невработеност. Би сакале овдека да истакнеме дека е забележителна зависноста помеѓу нивото на конкурентност и растот на бруто домашен производ по глава на жител. Бидејќи невработеноста, стапката на невработеност е од исклучително значење во поглед на конкурентноста, овдека се сумирани податоците за стапката на невработеност на членките од Асоциацијата на Балкански комори и просечната стапка на невработеност на ниво на Европската Унија. Индексот на глобална конкурентност го определува развојот на земите во зависност од два критериуми, а тоа е висина на бруто домашен производ по глава на жител и извозот на минерални добра како процент од вкупниот извоз на земјата. Согласно двата наведени критериуми, земите се класифицирани во една од трите фази. На табелата е забележително дека во фазата 2, односно економии водени од ефикасноста, во таа група се сместени поголем дел од земите членки, вклучително и Македонија. Во таа фаза конкурентноста се зголемува со образование и обука, ефикасен пазар на добра, добро функционирачки пазар на работна сила, софистицирани финансиски пазари, можност да се пласира производството на голем домашен и странски пазар и можност да се користат придобивките на најновата технологија. Имајќи го предвид претходно кажаното, на Генералното собрание на Асоциацијата на Балкански комори се донеса следните заклучоци и императиви за развој на регионот, кои што се систематизирани во следниве наведени приоритети. Односно, треба да се јакне капацитетот на бизнис секторот преку инвестиции за модернизација и техничко надоградување на постоечките индустрии, треба да се поттикнат инвестиции во производство и извозни ориентирани активности, треба да се реализира и да се отпочне со економските активности поврзани со коридорите 8 и 10 и активно вклучување на сите засегнати страни за успешна реализација на зацртаните цели, големување на продуктивноста и производството на производи со висок степен на доработка, интензивирање на соработката на извозно ориентираните компании, односно, како што и претходно кажав, целта на коморите е да ја зголемат соработката помеѓу овие компании, поттик за иновативни активности кај малите и средни предпријатија, реформите во образованието, прилагодувањето на системите за стандардизација,
заедничка промоција на економските потенцијали и би истакнал овдека дека сите земји членки на асоциацијата се согласија дека треба да одиме во заедничка промоција на економските потенцијали. И како завршна определба беше поддршка на развој на постоечките и креирање на нови брендови. Како предлог заклучоци кои што беа доставени до членките на Генералното собрание, несомнено треба да се нагласи важноста на индустријата во насека на зголемување на националната конкурентност, зајакнување на малите и средни предпријатија кои што се клучен дел од приватниот сектор, анализирано скоро за сите земји од Асоциацијата на Балкански комори. Исто така, евидентна е зависноста помеѓу растот на извозот и растот на конкурентноста, треба да се поработи на таа определба, и дека императив се системски економски мерки за поттикнување на инвестиционите вложувања во производните сектори за стабилен, одржлив економски раст и развој, и растот на микроконкурентноста, што ќе резултира со раст на националната економија. Микроконкурентноста се мисли на зголемување на конкурентноста на секоја поединечна фирма. И како последен, петти генерален заклучок беше дека седиштето на конзорциумот, поврзан со коридорите 8 и 10, да биде во Стопанската комора на Македонија со цел успешно администрирање на поврзаните активности со заврзување на протокот на стоки и услуги. Благодарам.